Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Градските советници изгласаа ребаланс на буџетот на општина Охрид. Општината ги зголеми средствата за експроприација за да избегне судски спорови. Националното здружение Храбро срце бара министерот за здравство да ја повлече одлуката за разрешување на доктор Јовев. Парламентарна делегација од економскиот совет на чешкиот парламент во посета на општина Охрид. Њу Јорк денес се најде на врвот на листата на најзагадени градови во светот. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во поголем дел од денот превладуваше претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 25 степени Целзиусови. Во петок во западна, северна, централна и североисточна Европа ќе превладува претежно сончево и релативно топло време. Во останатите предели од континентот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со појава на поројни врнежи и појава на невреме. Во поголем дел од јужните предели ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 30 степени. Во Македонија во петок во поголем дел од денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во доцните попладневни часови развојна нестабилност која што локално ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, а локално се очекуваат поројни врнежи и услови за појава на невреме. Минималните температури од 8 до 17 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат од 21 до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови минимални услови за развојна нестабилност која што може да донесе локални врнежи од дожд и грмотевици. Во Охрид во сабота и недела умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Утринската температура од 14 степени, додека пак дневната ќе биде во опаѓање и ќе достигне до 24, односно до 22 степени. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со ТРП Инвест. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во држава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. На денешната седница градските советници изгласаа ребаланс на буџетот на општина Охрид. Буџетските приходи се зголемуваат за 44 милиони денари. Советниците се осврнаа на програмите кои со ребалансот претрпеа измени, односно како локалната власт планира да ги троши средствата. Советот на општина Охрид на денешната 28 седница усвои измени и дополнувања на буџетот за 2023 година. Со ребалансот се зголемуваат средствата во буџетот за околу 44 милиони денари, во најголем дел поради зголемување на приходите по основ на продажба на неизградено градежно земјиште и приходи од данок на додадена вредност. Ако се земе предвид намалувањето на средствата во ставката приходи од данок на промет од 40 до 50 милиони денари, ќе се добие реалната слика за приходите на општината, посочи координаторката на пратеничката група на СДСМ Живка Ангелоска. Во поглед на тоа како локалната власт предлага да бидат распределени по програми средствата за кои се зголемува приходната страна на буџетот, советничката посочи дека очигледно е зголемувањето во програмата за спорт и рекреација за 6 милиони денари, но не за капитални инвестиции, туку за трансфери кон спортски клубови. Во програмата за заштита на животната средина нема средства за субвенционирање на инвертер клими, но затоа има повеќе средства за фестивалот на виното, рече Ангелоска. Во однос на програмата за уредување, зборувам на развојната програма, за уредување на градежно земјиште, има 30 намалување во однос на предвидените средства од 32 милиони денари, од кои 12 милиони денари намалување за реализација на плоштадот Крушевска република и 20 милиони денари намалување за
изградба на фекалната канализациона мрежа за село Горно и Долно Лакочереј. Ни беше објаснето дека во однос на првата ставка, односно намалувањето на износот за реконструкција на плоштадот Крушевска република се должи на стабилизација на цените во државата кој што е во тек и се очекува дека ќе биделе постигнати пониски цени на материјалите и на услугите, па затоа се извршило тоа намалување од 12 милиони денари, а во однос на втората ставка која што е намалена, фекалната канализација во Горно и Долно Лакочереј, ни беше исто така кажано дека ќе се реализира, меѓутоа намален е износот затоа што во однос на финансирањето по основ на проект учествува и централната власт. Во програмата за уредување градежно земјиште за 2023 година има зголемување за 21 милион денари, но најголем дел од тоа, 16 милиони денари, се средства кои ќе бидат извршени од жиросметката на општината по основ на побарување од доверители, посочи Ангелоска. Има зголемување на средствата за системи за водоснабдување за 7 милиони денари, иако пред 2 месеци истите беа намалени на 3,5 милиони денари. Треба да има зголемување на овие средства ако се земе предвид проблемот со загубата на вода, која во Охрид изнесува над 80%, но зошто толку брзо се менуваат одлуките, праша Ангелоска. Тони Ивановски од секторот за општи работи кажа дека констатацијата за ставката за водоснабдителни системи е точна и објасни зошто сега се предвидени повеќе средства. Морам да објаснам дека не се работи само за нови дополнителни работи и нови согледувања, туку треба да кажам дека и од тоа конто ни се одземени одреден износ на средства кои во моментов не можам да кажам колку. Со оглед дека има распишан јавни набавки, исклучено договор, контото кој ни беше на располагање, ако не го зголемевме за тие 7 милиони, не ќе можевме да ги сплатиме обврските по склучениот договор. Со ребалансот се обезбедуваат повеќе средства за промоција на македонското природно и културно наследство, истакна координаторот на ВМРО ДПМН Перчо Божиновски. Ги посочи меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и проектите Охрид и околината од високо и Охридски бисерни препеви. Во делот на здравствена и социјална заштита се зголемуваат средствата за субвенционирање на трошоци за комунални услуги и за поддршка на дневниот центар Зраци, а во програмата за одржување урбана опрема повеќе пари за санација на детски игралишта, издвои советникот. И доколку ќе разгледаме подставките и подпрограмите во овој ребаланс, ќе видиме дека има зголемен акцент на уредување градежно земјиште, капитални трошоци, поттикнување на развојот на туризмот, капитални расходи, урбана опрема, културни манифестации, творештво, спорт и рекреации, капитални расходи, средно образование, унапредување на здравствената заштита, противпожарната заштита и противпожарната заштита капитални трошоци и тоа е доказ дека станува збор за ребаланс и активности кои што се во интерес на граѓаните. Советникот од ВМРО Народна партија Ванчо Костоски изнесе забелешка за измените на програмата за енергетска ефикасност, од која се кратат средствата за изработка на основен проект за гасификација во износ од 400.000 денари, во услови кога општината веќе има изработени физибилити студии за енергетска ефикасност и студија за гасификација на општинската зграда и неколку училишта. Значи, ние мора да изработиме, да имаме основен проект. Зошто? Без основен проект не може да аплицират општината никаде. Значи, не може ни до странски амбасади, ни до странски организации кои што даваат, ни до план од друга организацијата кои што делуваат, ниту владени средства можеме, ниту пак можеме ние нешто да направиме гасификација ако немаме основен проект. Тој е продуктивен проект. Значи, ќе се намали давањето на пари на средства од општината до основните и до средни училишта за нафта за грејење. Значи, исто така, уште поголемо ќе е заштитата на животната средина. И ништо друго ќе створиме на имидж како општина, дека во регионов првисно ќе направиме мини гасификација на одредени објекти. Тони Ивановски од секторот за општи работи кажа дека направена е проценка на цената на чинење на тој основен проект и според тоа би изнесувала 25.000 евра, што значи предвидените средства не само што не се доволни, туку има уште една фаза која ќе треба да се доработи.
По изработка на физибилити студијата Охрид, како значаен град во држава, потребно е да се направи и елаборат за заштита на животна средина, односно да се направи проценка на ризик на загадување на средината од функционирање на таков систем. Тој елаборат во принцип не е многу скап и ние ги имаме предвидено во општи елаборати, би коштало околу 60.000 денари и по изработка на тој елаборат кој би траел временски од 2 до 3 месеци си процедурите што стојат согласно Законот за јавни набавки, ќе пристапиме кон обезбедување на основен проект. Дневниот ред на денешната седница беше надополнет со предлог одлука за измена на одлуката за начинот и постапката за регулирање на паркирањето во рамки на градежна парцела со употреба на механизирани паркинг системи која беше усвоена. Зголемени средствата во буџетот со намена за експроприација на земјиште. Општината ќе решава проблеми со простори кои ги користат јавните предпријатија, а за кои приватните сопственици бараат земјиштето да им се плати или врати во владение. Воспротивно најавуваат тужби. Зголемени средствата за експроприација на земјиште во програмата за уредување градежно земјиште за 2023 година за околу 7 милиони денари. Советниците побараа подетални информации за планираните експроприации на општината. Дали се знае како ќе бидат наменети овие средства, односно на кои потези се планира да се изврши експроприација. Има заинтересираност од голем број на граѓани кои што прашуваат, немаат пристап до некои немаат ни слободен пристап нели до објектите во кои што живеат. Токму поради тоа сакаме едно објаснување доколку постојат податоци за што ќе бидат искористени овие средства. Секретарот на општина Охрид Александар Китески објасни дека причина за префрлање на 7 милиони денари за експроприација е проблемот кој општината го има со просторот каде се наоѓа работната единица механизација на јавното предпријатие Охридски комуналец. Приватните сопственици на земјиштето бараат работната единица да биде целосно одстранета, воспротивно најавуваат тужби. Тие и во минатото повеле судски спор со барање да им се плаќа закупнина, кој бил прекинат и сега планираат одново да го отворат. Истовремено од страна на собственик на околу 2000 квадрати, 1800 мислам беа, во просторот каде што е дворот на јавното предпријатие Нискоградба и се користат од страна на јавното предпријатие Нискоградба и водовод, јавното предпријатие водовод, е исто така приватна собственост и од страна на приватниот собственик во 2 наврати. Последниот пат беше пред исто околу 2 месеци. Доставено е значи барање, опомена пред тужба, каде што бараат или да го експроприраме или да го ослободиме, да им го вратиме владението што го имаме там. И да не влегуваме во судски спорови, одлучивме да намениме средства за експроприација, да го експроприраме тој дел што е во Нискоградба, кој дел и покрај што го користи Нискоградба, него фаќа и делот сообраќајница. Работната единица механизација ќе биде префрлена во кругот на Нискоградба. Со сместување на механизацијата на трите јавни предпријатија Охридски комуналец, водовод и Нискоградба на просторот кој ќе се експроприира, општината сака да избегне 2 судски спора кои се известни и кои негативно ќе се одразат врз финансиското работење. Националното здружение Храбро срце бара министерот за здравство да ја преиспита и повлече одлуката со која е разрешен кардиохирургот доктор Сашко Јовев, директорот на клиниката за кардиохирургија. Велат, како револтирани пациенти ќе поддржат и протести против одлуката на министерот. Националното здружение Храбро срце соостра реакција за разрешувањето на доктор Сашко Јовев, директорот на клиниката за кардиохирургија. Бараат министерот за здравство да ја преиспита и повлече одлуката со која е разрешен најголемиот професионалец заслужен за напредокот на кардиохирургијата во земјава. Оваа непромислена одлука, како што велат, им ги уби сите надежи на пациентите со срцеви заболувања, кој токму во Јовев гледа можност за трансплантација, замена на механичка пумпа со срце. Ова ние како здружение од Храбро срце го гледаме како една грешка на министерот. Човечки е да се сгреши, но човечно е да се признае грешката и да се повлече. Што значи ние апелираме до министерот за здравство да
ја признае грешката и да ја повлече одлуката за разрешување на професорот Јовев и да го остави да си ја води работата како што знае и умее. Од Националното здружение Храбро срце велат како револтирани пациенти ќе поддржат и протести против одлуката на министерот. Националното здружение Храбро срце во полн број, значи сите едногласно поддржуваме секакви протести за да се исправи оваа неправда. Пак ќе повторам, човечки е да се сгреши, уште почовечно е да се признае грешката. Од Храбро срце велат доктор Јовев секогаш бил достапен за пациентите. Токму со него во тек биле преговорите за изведување на првата трансплантација за замена на механичка пумпа со срце од донор. За ваков зафат чекаат 15 на пациенти во земјава, а најмладата има само 27 години. Парламентарна делегација од Економскиот совет при Чешкиот парламент во посета на Охрид. Дел од делегацијата беа и амбасадорот на Република Чешка во Македонија, неговата екселенција Јарослав Лудва и конзулот на Република Чешка Давид Чернохорски. Во рамки на посетата, делегацијата оствари средба со градоначалникот Кирил Пецаков. Во склоп на делегацијата беа и представници на стопанскиот сектор од Чешка. Средбата беше искористена за подпишување на меморандум за соработка помеѓу општина Охрид и компанијата SmartFin Technologies. Со меморандумот се опфаќа соработка во понатамошниот развој на касарна хаб, овозможување пријатна бизнис клима за чешките компании, поддршка во економскиот развој, заедничка поддршка за иновативни бизнис идеи во рамки на касарна хаб и поддршка во активирањето на локалната бизнис заедница. Исто така предвидено е со меморандумот да се разменуваат искуства помеѓу охридските и чешките компании. Националната установа библиотека Григор Прличев започнува со летно работно време. Од понеделник 12 јуни до 4 септември библиотеката ќе работи во една смена од 8:30 до 16:30 часот. Одделот за зајмување книги од понеделник до петок ќе биде отворен во терминот од 8:30 до 16 часот, а читалната во одделот за издавање ќе биде отворена од 9:30 до 14 часот. Читалната за дневен печат и периодика во Прличевата одаја со читатели ќе работи од 9 до 15 часот. Читалните ќе можат да ги користат само за членети читатели. Во текот на летото во оделението за издавање книги ќе можат да се зачленат и лица кои ќе имаат подолг престој и одмор во Охрид. Годишната членарина останува и натаму иста, за возрастни 300, за деца 200 денари, информираат од библиотеката. Месната заедница Пештани во координација со јавното предпријатие Охридски комуналец во недела 11 јуни организира работна акција за расчистување и уредување на крајбрежјето на Охридското езеро во атарот на селото со почеток во 8 часот. Од месната заедница апелираат до сите совесни граѓани, ако се во можност, привремено да ги поместат пловните објекти на делот од почетокот на Пештани кај Аква Блу до сред село, за да може подобро да се исчисти просторот. Исто така апелираат и до сите слободни жители на Пештани да дојдат и да помогнат во оваа акција. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Маж со нож избодел 6 лица, меѓу кои 4 деца на детско игралиште во Анси, алпски град на југоистокот на Франција. Очевидци изјавиле дека маж со турбан на главата почнал да ги напаѓа децата на игралиштето. Францускиот министер за внатрешни работи Джералд Дарманин на Твитер напиша: неколку луѓе, вклучувајќи и деца, беа повредени од лице со нож на плоштадот во Анси. Поединецот беше уапсен благодарение на многу брзата интервенција од страна на полицијата. Повредените биле префрлени во болница. Некои улици во Анси се затворени за јавноста. Шумските пожари продолжуваат да беснеат низ Канада. Во провинцијата Квебек активни се 150 пожари, а илјадници жители се евакуирани. Ветерот го носи чадот кон Соединетите Американски држави. Поради тоа, Њу Јорк денес се најде на врвот на листата на најзагадени градови во светот, пренесува CNN. Властите во Њу Јорк поради големото загадување забранија активности и настани на отворено во 10 училишни окрузи, а на учениците не им е дозволено да ги напуштаат училиштата дури ни за време на одмор. Предупредувања за загадување на воздухот биле издадени и во Минесота, Висконсин, Илиноис, Мичиген, Чикаго и Детройт. Белата куќа соопшти дека претседателот издал наредба на неговите агенции да дадат каква било потребна поддршка за областите во САД погодени од загадувањето.
Австриските власти евакуирале стотици патници од воз кој синоќа се запалил во тунел. Според официјалните лица, околу 50 луѓе претрпеле полесни повреди, најмногу поради вдишување на чад. Железничкиот оператор ОББ соопштил дека синоќа околу 20 часот и 40 минути било пријавено оштетување на горните електрични водови и дека најверојатно се запалил автомобил во товарен вагон во ноќниот воз кој патувал од Инсбрук до Амстердам со околу 370 патници. Ноќниот сервис на австриските железници се обраќа до неколку европски градови и понекогаш превезува автомобили во посебни вагони. Возот утрово требало да пристигне во Амстердам. 745 килограми кокаин со проценета вредност од нас 20 милиони евра запленети во пристаништето во Риека, информира Хрватски индекс. Пронаѓањето на дрогата било резултат на повеќемесечна заедничка акција на хрватската полиција и царина, а сомнителниот контејнер го открило полициско куќе. Шефот на регионалната царинска испостава во Риека на пресконференцијата потенцирал дека пратките пристигнуваат од различни јужноамерикански земји – Колумбија, Боливија, Перу, што се однесува до рутата до Европа. Организираните криминални групи го ваделе кокаинот онаму каде што сметале дека е најбезбеден. Началникот на Приморско-горанската полиција изјавил дека кокаинот е со висока чистота, меѓу 80 и 90%. Големопродажната вредност е над 20 милиони евра, но кога ќе почне да се продава на улица и да се меша, масата се зголемува за 5 пати, додаде началникот. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!